Наоѓајќи се во третиот ден од страдалната седмица, Велика среда, православната црква го чествува споменот на помазувањето на Христа со скапоцено миро. Велика среда на помазувањето на Христа со скапоцено миро или средата пред Пасха. На светата и велика среда, светите оци заповедале да правиме спомен на жената блудница, која што го помаза Господа со миро, бидејќи тоа се случило пред самите спасителни страдања. Кога Господ дошол во Ерусалим и се наоѓал во куќата на Симон Лепрозниот, му пристапила жената блудница и на неговата глава излила скапоцено миро. Од кои побуди се раководела таа? Бидејќи забележала дека Христос е сочувствителен кон сите и дружелюбив, та особено сега кога видела дека он е влезен во куќата на лепрозниот, а законот налагал таквиот да се смета за нечист и оддалечен од заедницата. Таа заклучила дека он, како што и Симоновата лепра, така ќе исцели незината душевна болест. И ете, додека он вечерта седел на трпезата, таа излива на неговата глава миро, вредно околу 300 динари, тоест 60 асарии, 10 пенези и 3 сребреници. Учениците ја спречувале, особено Јуда Искариот, но Христос застанал во незината заштита, за тие да не ја спречат незината добра намера. При тоа го споменал својот погреб, одвраќајќи го Јуда од предавството и удостојувајќи ја жената со чест, со тоа што на секаде низ светот ќе се проповеда за незиното добро дело.